Кога за прв пат ќе дојдете овде, ќе останете восхитени од зеленилото на градот, од шумовитото водно, густите дрвја, зелените тревници, парковите и јапонските цреши. Сепак, Скопје е најпознато по мирисот на липите и сенките на костените. Дебар Маало, првата летна кафеана, првиот уреден парк, првиот стадион и до ден денес е центар на случувањата во градот. Уште античките хроники во описот на Јустинијана Прима велат дека во тој град има прекрасни плоштади, мостови и гостилници. Оваа традиција скопјани ја негуваат до ден денес. Скопје својот европски дух и шмек започнува да го добива со изградбата на пругата Скопје-Солун во 1873 година. Станува центар каде е сместен дипломатскиот кор, живеалиште на инженери, професори, интелектуалци, лекари. Тие почнуваат да го креираат културниот живот на Скопје. Камениот мост, ваков каков што е, го изградил Мурат II во 15-тиот век. Бил сведок на горката политичка историја низ која поминувал градот. Тука, со грозна смрт, бил погубен славниот востаник Карпуш, а скулптурите на бројните генерации патриоти и културни дејци немо ја раскажуваат бурната историја и жилавата борба на овој народ. Елитната кафеа на Зрински била отворена во 1912 година, а се наоѓала на местото каде што денеска се наоѓа Староновиот театар. Токму овде каде што стојам, во 30-тите години на минатиот век, се наоѓала кафеаната Маргер. Во Пелистер се сретнав со Тања и Славица, етнолози во градскиот музеј, кои ме вратија во историјата за подобро да ја разберам сегашност. Кафеаната Маргер била омилено собиралиште на скопските боеми. Меѓу нив и едно светско име – гркот Зорба. Имено, човекот кој за нашите соседи е синоним на национална животна филозофија од 20-тите години на минатиот век, па се до 1943 година, кога го напуштил овој свет, живеел во Скопје. Велат, со своето друштво знаел во рани зори да ја затвори легендарната кафеана Маргер на Скопскиот плоштад. Бил богат бизнисмен со големо срце. Го сакал животот и убавото друштво, но и им помагал на сиромашните. Евлија Челебија за Скопје вели: убав град каде сите главни улици се рамни, поплочени со бела калдрама. Убавиот живот и следењето на модните трендови се врежани во генетскиот код на жителите на градот. Скопјани и до ден денес останаат такви. Кој ќе носи најдобра гардероба, кој ќе вози најдобра кола, кој е од која фамилија, кој со кого се знае, кој е кој. И сето тоа низ кафе Муар. Оттаму и не е чудно што бројни генерации уметници и архитекти го украсиле Скопје со љубов. Бројните скулптури, фонтани, објекти и паркови ја раскажуваат екзотичната приказна на Скопје, за копнежот по слобода, разурнувањата и издигањата, западното сваќање на реалноста и источната филозофија на животот. Во центарот се уште стојат Арапска куќа, Ристикева палата, палатата на пионерскиот дом Карпош, а и куќата на вулканизерот од 19-тиот век. Денеска таа е ресторан Стара куќа, верно реставрирана од внукот на вулканизерот, со автентичен амбиент и традиционално меню. Некогаш скопјани од тасино чешмиче со конјски коли, плех, музика и дајриња оделе на излет на водно. Денес со ултрамодерна жичара. Скопје е волшебно место. Град кој воодушевува, град кој за секогаш ќе ви го заплени срцето.